Добар ден, драги ученици! Јас сум Марика Арсовска, наставник по географија при Основното училиште Маршал Тито од Струмица. За денешниот час имаме обработка на содржината за хидрографија на континентот Европа. Континентот Европа изобилува со голем број реки и езера. Реките течат кон околните мориња и океани, поточно им припаѓаат на Атлантскиот слив, Балтичкиот слив, Северен леден слив, Средоземен слив и Црноморски слив. Некои од нив, како на пример Волга и Урал и некои други помали речни текови, припаѓаат на затворениот слив на Каспиското езеро. Реките се доста значајни за континентот Европа, за неговото население, за земјоделството, за индустријата, за водениот сообраќај, за риболов и така натаму. Затоа би требало да се потрудиме сите да ги задржиме чисти, да останат, за да можеме да ги искористуваме. Ќе започнеме со сливот на Каспиското езеро, во кое се влива најдолгата река од Европа, тоа е реката Волга. Таа со својата должина од 3530 километри е најдолгата река во Европа и нејзиното име произлегува од најмногобројното племе кое во минатото ја населувало оваа област, односно волгарите, и така го добила името Волга. Инаку пред тоа реката се викала Итил. Волга е река која извира од Валдајското возвишение, ете ни го Валдајското возвишение, и се влива во Каспиското езеро. Нејзиниот за време на периодот во декември и април таа знае и понекогаш да замрзне. Реката Волга има околу 200 притоки и исто така со канали е поврзана со Балтичко море, Бело море, Азовско море и Црно море, и нејзините води се користат за водоснабдување, напојување, добивање на електрична енергија и за други намени. Во Каспиското езеро, како друга река, тоа е реката Урал, која е гранична река помеѓу континентите Европа и Азија. Инаку Каспиското езеро представува затворено сливно подрачје. Другите реки кои течат низ континентот Европа припаѓаат на отворените сливни подрачја на Средоземното море, на Атлантскиот океан и на Северниот леден океан. Во Средоземно море некои се вливаат директно, некои се вливаат преку равните мориња. Така, например, реката Дунав е втората најдолга река во Европа после Волга со должина од 2859 километри. Таа извира на планината Шварцвалд во Германија на височина од 1078 метри, каде што од две помали рекички Брига и Врек кај селото Донавешинген се составуваат и продолжуваат да течат како еден воден тек кој се нарекува Дунав. И исто така, пред да се влие преку делтата која се граничи со Украина во Црно море на романска територија. Значи, преку Романија се влива во Црното море. Пред да се влие во Црното море, таа се разделува на три ракави: Килиски, Сулински и Георгиевски. Најсеверниот Килискиот ракав служи за граница на Романија и Украина, а пак средниот Сулинскиот е најполноводниот и најдлабок. Покрај реката Дунав, која поминува низ многу земји од средна и источна Европа, како што е Германија, Австрија, Словачка, Унгарија, Хрватска, Србија, Бугарија, Романија, Молдавија и Украина, и поминува и низ повеќе градови, главни градови како што се Виена, Братислава, Будимпешта и Белград. Во Средоземното море се вливаат и други реки. Една од овие реки е и нашата река Вардар, која е најдолгата река во нашата република со должина од 388 километри, односно со 301 километар тече во нашата република, а со 87 километри тече во соседна Грција и се влива во Егејското
море. Покрај реката Дунав, реката Вардар, во Егејското море уште се вливаат и повеќе други реки, како што е Струма, Марица, од Балканскиот полуостров, а од Балканскиот полуостров имаме реки кои преку Јадранско море припаѓаат на Средоземноморскиот слив. Такви се, например, реките Дрим, потоа реките Неретва, Бојана, Цетина, од Балкански полуостров, додека од Апенинскиот полуостров од Италија се влива реката По, или уште ја нарекуваат Пат, која има должина од 652 километри, тече низ Ломбардиската низина во Италија, ете ни е Ломбардиската низина, и се влива во Јадранско море, припаѓа на Средоземното морско подрачје. Директно во Средоземното море се влива од Франција реката Рона. Таа е една од главните реки во Европа, која извира во Швајцарија, тече низ Франција и се влива во Средоземното море. Друга река која директно се влива во Средоземното море е реката Ебро, од Пиренејскиот полуостров, поточно од Шпанија. Реката тече низ повеќе градови, извира од Кантабриските планини, од Фонтибре, Кантабрија, што значи место чиј назив доаѓа од латинскиот поим Фонтес Иберис, односно значи извор на Ебро. Во Атлантскиот океан се вливаат повеќе реки. Од Пиренејскиот полуостров се влива реката Гвадијана или Одијана, река која тече во Шпанија и пограничните делови на Португалија, која ги двои Естрамадура и Андалузија, низините во Шпанија со низините во Португалија, Алентежо и Алгарве. Другите реки кои се вливаат од Пиренејскиот полуостров се Гвадалкивир, Дуро, Минјо, Тахо или Тежо. Во Атлантскиот океан од Франција се влива реката Жиронда и реката Сена, ете ја Жиронда, или уште ја нарекуваат Гарона, реката Сена. Реката Сена е најголемата река и трговски пат помеѓу регионите Ил-де-Франс и Горна Нормандија во Франција. Исто така оваа река представува туристичка атракција со бродски екскурзии, кои нудат разгледувачки тури на туристите на десниот брег и на левиот брег во градот Париз. Има над 30 мостови на реката Сена во Париз и 10 мостови надвор од градот. Највпечатливи во Париз се мостот Луи Филип и Пон Неф, кој датира од 1607 година, а пак надвор од градот, таков пример е мостот на Нормандија, еден од најдолгите височки мостови на светот, кој го поврзува Ле Авар со Онфлер. Други реки се реката Рајна, една од исто така подолгите и позначајните реки, со должина од 1230 километри. Во Северниот леден океан се вливаат повеќе реки. Некои се вливаат преку Балтичкото море, такви се, например, Одра, Висла, Њемен, Западна Двина, а пак преку Бело море се вливаат Северна Двина и директно во Северниот леден океан Печора. Сите реки се значајни без разлика каде течат, каде се вливаат. Исклучок ќе кажеме само за реките кои се вливаат во Северниот леден океан, дека еден поголем дел од годината и знаат да бидат и по неколку месеци замрзнати. Покрај реки, на нашиот континент имаме и голем број на езера. Езерата се исто така доста значајни, тоа се длабнатини исполнети со вода. Знаеме дека нивните басени настанале по вештачки и по природен пат, значи ги имаме како природни и вештачки езера.
a kontinentот Европа изобилува со многу вештачки езера, чија вода се користи за потребите на населението, во индустријата, во земјоделството, за спортски риболов, рекреација и така натаму, а додека од природните езера најголем број на езера имаме од ледничко потекло и тоа во северниот дел на континентот Европа, на скандинавскиот полуостров ги имаме, потоа во Финска ги имаме околу 60.000 леднички езера. На Алпите ги имаме езерата Женевско езеро, го имаме Циришко езеро, но исто така имаме и во Италија, тоа се езерата Комо, Гарда Маджоре, на Карпатите, на Родопите, а имаме и во нашата република, тоа се нашите две пелистерски езера, планината Баба на врвот Пелистер, големото и малото Пелистерско езеро, кое уште ги нарекуваме горски очи. Покрај ледничките езера во Европа имаме и природни тектонски или котлински езера, значи нивниот басен настанал во некогашните котлини или пак со тектонските движења, а најпознати такви се нашите три езера: Охридското езеро, Дојранското езеро и Преспанското езеро. Покрај реките и езерата, континентот Европа има површини под мочуришта. Такви најмногу има на северниот дел во Холандија и во Германија, на брегот покрај Северното море, а исто така имаме и површини под ледници, а ледници најмногу имаме на во северниот дел на Европа, на Арктикот, на Исланд, на скандинавскиот полуостров, исто така и на Алпите. Драги ученици, ете тоа беше се за денешната лекција за хидрографија на континентот Европа. Се надевам дека частот ви беше интересен, дека научивте нешто повеќе за континентот Европа и за крај би сакала да ви дадам една домашна задача, односно во вашите неми карти да ги внесете по големите реки и езера. Довидување.